Благодарам на сите што дојдовте. Почитувани, корупцијата, криминалот и недемократскиот режим повеќе не може да се кријат. Македонија има најголем пат и е на историски најдолното место во најновата листа на меѓународниот Транспаренси. Или Македонија во 2020 година има рекордно регистрирано ниво на корупција во историјата. На листата на Transparency International, Македонија е на 111-то место. Најлошо до сега. Убедливо најлошо. Ова е пат од цели 45 места за Македонија на листата во годините водена од Зоран Заев. Подобро се живее и подобро се справуваат со корупцијата во Косово, во Албанија, во Танзанија, Буркина Фасо, Колумбија, брегот на Соновата коска, Гамбија и други држави. Белорусија е на 63-то место. За 4 години власта на мафијашки начин ја претвори Македонија во легло на корупција и криминал. Македонија тоне во корупција. Ова е резултатот на 4 години апсолутистичка власт, но и на централно и на локално ниво. И во судството, и во обвинителството, кои се во скутот на власт. Никој друг не е одговорен за ова пропаѓање на системот, освен Зоран Заев и кликат околу него. Македонија него живее животот прикажан од владата, а платен со народни пари, низ рекламите и притисокот врз медиумите. Ова е вистинскиот резултат на целата влада. На министрите што си вработуваат роднини во администрацијата, ова е резултат на ДКСК и нивните полни фиоки со предмети, ова е резултатот на молкот на јавното обвинителство за нерешени кривични пријави, ова е молкот на целата власт и секако предопрен глас на криминалите на власт. Ова оди на сметка на сите поданици на Зоран Заев. За ова мора да се сноси одговорност. Замислете, најкриминалната власт има дури и министер за борба против корупцијата. И не е доволна само негова оставка или оставка на министерот за правда. Владата мора да падне. Целата влада мора да си поднесе оставка. Ова е полошо од мафија. Ова е тонење по сите параметри. Ова се докази за антиевропски и за антизападни вредности. Раст на криминалот и корупцијата. Се распродава идентитетот, ја распродаваат европската иднина, мафијата ја зазема секоја педа од државата и општеството, а криминалот и корупцијата цветаат се повеќе. Нема криминал кој е казнет. Целиот свет знае дека си имаме работа со најкриминалната влада. И благодарам, доколку имате прашања, слободно повелете. Нема колеги, јас сакам да се договорам нешто, но малку долго за корупција. Повелете. Спомнавте дека во Македонија се живее полошо од Албанија и Косово и од нас поредите со Танзанија, не знам да се држави како власно. Која ќе би бидат предрасудите за соседите, особено за Албанска, во Албанија, и како би се дека ќе имаме много добра како општество со помни предрасуди? Зашто може би вие... Да, бе, разбирам. Како го тоа случај, ама не значи како што мислите вие, што веќе луѓе го сваќаат, знаеш што. Апсолутно не е таква намерата, туку тие земји имаат подобра влада. Тие се борат изгледа против корупцијата и криминалот. Но оваа земја ништо и никој од власта не се бори. Као што спомнав, си ги вработуваат роднините, си нарачуваат предмети, тонат во корупција. Овие споредбени земји се само во регионот. Дел, но дел си во целиот свет. Значи, некои земји имаат многу големи подобрувања со нивните влади, но во Македонија нема. И поготово што овој извештај е за последните 2 години. И затоа е таа споредба. Значи, има влади каде што се работи, каде што пробуваат да намалат корупцијата, но во Македонија гледаме дека само се зголемува. Доколку има некој друг прашање, повелете. Што конкретно ви преземате како опозицијска партија, особено видите дека имате голем број на пратеници во парламентот? Видете, вие барате што барате декларативно од пресконференција, ќе ви кажете нешто конкретно на седмица? Видете, ние како опозиција ќе се бориме за секој наш збор, со секој еден демократски начин да падне оваа власт. Као што знаете, многу пати излеговме на протести, искажуваме протести за оние клучни прашања за да допре до народот. За народот да ни се приклучи, за да можеме заедно да собориме оваа власт. Ние ќе продолжиме да бидеме активни на секаде, и со народот, и во собранието, и во сите институции. Но што поскоро треба да имат избори, нови парламентарни избори,
за сите да излеземе на гласање и да бутнеме оваа власт.